Почитување наши, знаете веќе дека е време за првиот разговор ова утро. Ке зборуваме за нешто убаво, за нешто што ќе се случува деновиве. Веќе нашата Сузе и нејзиниот гостин се на своите места, како што ви најавив на самиот старт на емисијата. Утрово имаме интересни гости, интересни разговори, прилози и линковско вклучување. Еве ги гледате веќе во кадар нашата Сузе и господинот Петар Георгиевски камиказа од групата Меморија. Добро ви утро. Добро утро. Предпоставувам дека сте добри. Сузе, ке зборувате за она што следува, престоен концерт на групата Меморија. Јас од минатата година се сеќавам дека ти заедно со твоите фриди уживавте во концертот на Меморија. Мислам дека така ќе биде и оваа година. Така ќе биде и оваа година. Верувам дека ќе биде многу подобро, не исто така, да. Ти благодарам многу, Иренче, поздрав до гледачите, се расправи поздрав до нашиот прв утрински гостин. Pero знам дека ќе ни бидат малку овие минути кои ни се предвидени во синопсисот, но ќе се обидеме во сите тие дадени минути да кажеме многу нешта поврзани и со тоа што ќе се случува на 25 декември во спектакуларната сала каде вие започнавте. Прв пат пред 40 години го имавте првиот концерт, повторно ќе биде оваа година нешто што ќе не врати низ време плов музички назад, а и нешто што низ годиниве, да речеме, вреди вака да се фрли некој акцент. Ајде да почнеме со една оптимистичка изјава. Младинскиот културен центар или домот на младите, кога ние бевме, така се викаше, и единствено место кое остана живо, го преживеа овој наш New Wave капитализам. Ја нема универзалната сала, ја нема Метрополис Арена. Тоа значи единствено изворно место каде што се случувале настаните и каде што и Меморија ги црпи своите изворни корени, е точно Младинскиот културен центар, и затоа се решивме на ваков гест или прилика да де факто заокружиме една целина таму кај што почнавме, а тоа ќе биде направено со скоро сите оние кои свиреле во составот Меморија и кои се во добра здравствена состојба. Браво. Јас се надевам дека публиката ќе ужива на овој настан, како што дознав и од тебе, а и од она што се пишува, гласно се зборува, веќе се очекува. 24 луѓе ќе имаме на сцена, нели? Отприлика 20-тина, имаме еден член со малку посериозен здравствен проблем, се надеваме дека многу брзо ќе закрепне и ќе биде дел од нас. Во овие проби што се случува, беше многу интересно што кога ќе се видевме како луѓе кога не се виделе, кога отишле за Австралија па се среќаваат на матурска средба, така отприлика беа тие емотивни средби пред за време на овие проби. И можам да ви кажам дека изблик на емоции имаше. Кај си бе, што правиш, леле, се гушкавме сите меѓу себе, но и моравме и да вежбаме, нели? Некои од нив со години веќе не свират, но сите вложија максимален напор и тоа навистина сега звучи како Меморија некогаш, кога била и сега и во иднина. Да. Убаво кажа на самиот почеток, МКЦ или Младинскиот, како беше, дом на млади, е единственото место кое го ги преживеа сите нешта, сите премрежија, ама и Меморија ги преживеа сите премрежија. Види сега да ти кажеме на работа. Ние сме де факто као Буена Виста Social Club, што значи за Куба. За Куба. Ние сме така речи предвестници на се она што се случуваше во нашата држава. Де факто и во самиот почеток 83-4 кога се формиравме беа многу бурни времења. Ние си останавме доследни на тоа дека си пееме и си свириме на македонски, и тоа нена беше песна која беше прва на сите топ листи по бивша Југославија само на македонски јазик. По 7-8 недели и во Словенија и во Хрватска и секаде. Тогаш добивме некаква шанса да снимиме албум на српско-хрватски во југото. Ние не ја одбивме, туку само кажавме дека ако ја снимиме така како што го имаме направено материјалот, дека нема никаков проблем да има, но не најдовме на разбирање и 89-та година нашиот албум Оган по звездите носи број 001 и е целиот на македонски така како што го замисливме. Не дека ние не би сакале да снимаме
на друг јазик, но тоа кога е нешто подготвено, едноставно не би се мешал во нешто што сум го правил или што сме го правеле заедно 20 на години, треба да го фрлиш во вода, едноставно. Еден многу интересен момент на 22 во Младинскиот културен центар во киното Фросина Меморија ќе направи од 12:30 дока е некаде 1:30 пресконференција на која ќе ги видат сите членови што ќе свират на Меморија, ќе видат качени горе. Ги поканувам сите оние, ќе биде отворено слободен ќе биде пресод за потоа да се случи отварање на изложба на фотографии, на делови конколор, да, од 83 година и во изложбениот салон во Младинскиот културен центар 7 дена ќе биде отворена изложба за се она што Меморија го правила. Ако може тоа така да се рече дека може све да опфати, бидејќи навистина е тоа голем еден временски период. И Ира Чоланчевска и мојата ќерка Кристина Георгиевска веќе 3-4 недели работат на тоа како да го состават и секој ден кога ќе стигнат на работа ме допрашуваат уште нешто и се нешто уште им фали. А вика ова не ни го кажа тогаш, па не сте ме прашале, му викам ја треба да ме прашувате, ја не знам што све ве интересира, иначе ако земам да ви раскажувам, ќе трае. Значи 22 уште еднаш да повториме, е отварањето. Декември во колку часот? Во 12:30 е пресод конференцијата, а веднаш потоа е отварањето на изложбата, која ќе биде отворена секој ден од 12 до 9 во Младинскиот културен центар. Да, и нашата екипа ќе присуствува таму, така да ќе проследиме низ прилог нешто што ќе се случува таму, а гледачите можеби нема да бидат во можност физички да присуствуваат. Ти си човек која следи својата интуиција, голем верник. Тоа е Божиот глас во нас. Да, Божиот глас во нас и согласно тие знаци кои што ти доаѓаат, така и ги правиш нештата. Те следи ли некој друг од бендот, од обкружувањето во сето ова? Види да ти кажем на работа. Ја тоа некако метафорично го крсти вака. Секој воз треба да има локомотива. Ама локомотивата без вагоните нема никаква логика. Вагоните се сите оние што биле дел од Меморија. Потоа маштрафот да трга локомотивата се сите тие луѓе што биле низ годините и затоа се решивме на ваков потек да оддадеме признание на сите оние што оставиле печат или некое камче во мозаикот наречен Меморија. Исто на 22 ќе оддадеме посебна почит кон пејачот на првиот пејач на Меморија, Зоран Илич. Ќе има една пригодна можност да дадеме плакета на неговото семејство, затоа што тоа е човекот кој ја отпеа Нена кога стана толку популарна и пробуваме на еден начин да го задржиме и човечкото во нас, при тоа во овие тескобни времења во кои само материјалното зима предност, ние даваме сепак предност на човечкото во нас и на она што не зближувало во сите овие години и показот дека ние, како и многу други околу нас окружени, без разлика на нашата, не знам да кажам, да изберам прав збор, подценетост лична на македонскиот рок-н-рол или на сите оние што свират, сме давале предност на комшиите. Мислам дека и Меморија и сите оние што постојат и од младиве генерации се доказ дека Македонија има и ќе има во иднина луѓе кои ќе знаат да си ја презентираат собствената субкултура, култура и се останато. Да. Не да има, ги има навистина премногу и ти затоа многу гласно и коментираш и по социјалните медиуми те следат многу луѓе и знаат колку се бориш за тоа да се врати некаде, ако не на првите, барем да се врати достоинството на македонските музичари, барем во овие простори, да не мораме да се чувствуваме како да сме дојдени од некаде. Да. Биде една работа. Јас може би и немам, најмалку право имам да бидам во наводници лут на публиката и така натаму, бидејќи каде и да правиме концерти е преполно. Да, и
тоа е доказ дека не само барабар, ние во многу ситуации сме ги добивале комшиските пеачи или изведувачи или раритетна ситуација 2022 година ние на 11 јуни правевме концерт и популарната Цеца која имаше во наводници нели 150.000 луѓе во чинам Крива Паланка. Имаше 500 карти продадено во чинам Пробиштип, а ние имавме 7.000 во Борис Трајковски. И има се такви моменти кажува, да. И тоа е доказ дека не е секогаш се така црно како што сакаме да гледаме. Но ако има публика или луѓето најдат време од својот комфорен момент да излезат и да посетуваат македонски рок-н-рол бендови, еве овие денови имаше сијасет концерти. Што ја знам, Ласе Експедишн со Сецко, со Мугер Фугер, со целиот негов проект, сега беа браќата Малсарковци, сега мислам дека е Горан Таневски наред, па после тоа санаториум, значи има цело време некаква програма која прави да покажеме дека имаме и ние сериозна субкултурна сцена. И јас се надевам дека во иднина тоа ќе земе уште поголем замав и ќе се вратат трајните вредности на македонската музика. Тоа го чекаме. 16 го спомена Борис Трајковски, концертот 16 ноември минатата 24 година, настан кој што ги поткрена сите клетки во нас, ги разбуди сите атоми енергија и сите што беа присутни на тој концерт во живо, меѓу кои имав чест и јас и нашите Фриди, нели хорот Фрида од Македонија. Беше тоа незаборавен настан на кој сите имавме чувство дека сме некаде на друго место на планетава, не овде. Звучеше толку не македонски, толку не карактеристично по квалитет за нашиве простори. Јас во Македонија не сум присуствувала на концерт во кој толку добро и аудиовизуелниот моменти и се останато и изборот на гости и се буквално до перфекција звучеше. Колку време беше потребно и енергија за да се направи еден ваков спектакл во Скопје? 10 месеци, сега ќе ти исправам, јас во ниеден момент не македонски кој ќе кажеме, напротив, звучеше многу македонски. Македонски звучеше, ама сакав да кажам светски настан, да. Да ти кажем во која смисла на зборот. Дедиер пред некој ден објави, вика, единствен народ што ќе опстане без разлика на сите проблеми на овие простори е македонскиот, затоа што имаме испеано толку песни за сопствената држава и за сопствените маки, да не може ниеден комшиски народ да се спореди, дури ни европски народ со македонците. Бил во право. И сакам да назначам дека гостите во секој концерт на Меморија што се добро бирани и кој ќе ги соберете сега ќе направиме една компилација од сите нив, тоа се преку 15-16. Ташка и најзгодните жени ги имавте на водестрадава. Меѓу другото, да. И сите дада свој максимум на тој концерт изгледа така како ти што кажа. Ние имавме преку 250 квадрата лецкри, што е чудо. Јас не се такмичев со македонските изведувачи, напротив сакав да ставам една линија дека ние сме подобри од сите оние што доаѓаат од надвор, дека тоа нивното е само тезга овдека во Македонија и дека ние имаме исто така со што да се гордееме. Да. Кога реков не македонски, го реков тоа дека звучевте светски, бидејќи се што во македонски рамки се случува во главном чест на исклучоци е со одредени пропусти и ќе најдеш некоја голема замерка, дали е во аудио делот, дали е... Треба едноставно, ние се така речи се имаме откажано од профитот, ние едва и чекаме да се покриеме. Тој концерт кошташе 120.000 евра, на крај ни остана 5-6.000 евра за работа од 10 месеца. Кога ќе ставите дека сите заедно работевме, под 100 евра месечно, отприлика беше хонорарот наш за се тоа што го смисливме, но тоа воопшто нема никакво значење. Многу е битно што ќе оставите за идните генерации. Еве, да направиме една дистинција. Јонче Христовски одамна е починат. Бог да го прости. Директорот на Јапонската филхармонија комплетно го има скинато неговиот стајлинг и го воскресна. Не само што го воскресна, него докажа дека македонската култура и кај јапонците и секаде во светот има такво влијание
да е тоа, мислам, таква гордост да ја кога 100 пати го враќам човекот и сега тоа во Јапонија стана традиција Јонче Христовски да биде битен лик. И кога ќе ме прашаат мене исто кој ти е идол во животот, ми Јонче Христовски. Зашто сите викаат дека Јонче Христовски е обнароден уметник. Што значи тоа? Бугарите викаат дека македонско девојче сите песни биле народни песни. Кога ќе кажат за вас дека вашите песни стануваат народни или обнародени, тоа значи дека ќе бидете не само вековити, многу вековити. Точно. Тоа го е доказ Јонче Христовски, има многу други такви, Васка Илиева, Сариевски, да не набројувам сега од сите оние доајени на македонската народна музика, изворна која оставија непобитен факт дека македонската музика е вековита и трајна со години. Меморија се труди тоа да го направи, Оган под звездите, Нена, обработката на Дадо Топич, 1000 песни која е во 150.000 тираж во тогашна детска радост. Значи, сијасет песни и за подсетување за тебе, последната песна правена фактички од албумот нов кој треба во мај да излезе, таму имаме веќе 5 готови работи, уште 5 се во припрема. Веднаш после концертот ќе пристапиме кон тоа да го завршивме и тој нов албум. И уште еден раритет, Меморија ретко свири по плоштадите каде што е испеано во песната Оган под звездите, но овој пат прави исклучок и веднаш по нашиот концерт на 1 јануари ќе свириме на плоштадот во Охрид. Значи не за нова година, него на 1 јануари да ја отвориме новата година и со късмет и со берикет да ни тргне новата година и успехот што ќе го имаме на првиот ден да ни трае 365 дена на годината. Секоја чест, сите што ќе бидат во Охрид на преминот на во новата година ќе биде убава можност заедно со вас да влеземе со убаво со песна. Времето не ни дозволува, ама 2 прашања имам само уште за тебе. Дали има се уште влезници достапни за да се купат? Има влезници, за жал, многу мал број. Има уште едно 150 влезници, бидејќи самиот дом на млади или тогаш младинскиот културен центар, капацитетот е 700 луѓе. Тоа значи дека ние нема да дозволиме еден човек да има повеќе од 700. Значи на бројката 700 застануваме, нема да правиме втор концерт, бидејќи е мегаломански во смисла на тоа техничко, технолошки со толку луѓе да се изведе втора приредба, фактички е премиера и генерална проба и све заедно одеднаш и тоа ќе биде снимено со повеќе камери, ќе остане како траен белег, бидејќи мораме да нагласиме дека во тек од јануари е и снимањето на серијата од 12 епизоди за Меморија, која ќе опфаќа еден циклус од 83 година до денеска и од тоа се надевам дека ќе произлезе еден документарен филм во кој ќе раскажеме се она што мислам дека малкумина го знаат. Едва и чекаме на вистина. И сега ти веќе начна дел од она што јас сакав да те прашам до каде се мемоарите. Знам дека и нешто се подготвуваш да пишуваш, односно ти веќе почна да пишуваш, ама не знам дали се фокусира на пишувањето. Види вака, значи говоревме за интуицијата. Во 2022 година, бакчи 2021, после оние моите испади, интересни патувања горе-доле, нагоре-надоле, имав добиено интуиција дека треба да се бавам поинтензивно со Меморија, ама мене, јанзата ми остана од спортот, нешто што немав завршено, триатлон и такви работи, почнав интензивни тренинзи, повторно, исто како кога отпатував, така речи, на тој свет. И пак ме чушна, дедо Боже, ама сега малце понежно и сватив дека морам да го правам она што интуицијата ми вели, тоест Божиот глас, да се бавам сега со Меморија. Кога ќе заврши овој цел пакет, де факто во наредната година треба да заокружиме една целина, ќе имаме, мислам, на 23 октомври наредната година уште еден голем концерт во Борис Трајковски, кај што ќе биде заокружена целината со серијалот што ќе биде правен и дека потоа ќе се посветам на тие 3 книги што имам почнато да ги пишувам. Едната се вика Facebook Book,
другата се вика Бела книга, каде што ќе има многу политички интересни и интригрантски написи од тоа што сум живеел и сум работел искуствено во овие години, и последната ќе биде Спорт и здравје, каде што ќе има мои искуства како кога сум излегувал од шините, сум се враќал во неа, ама јас сум можел само да сакам, ако не била Божијата рака допрена на мене, не верувам дека би го успеал спортот не би помогнал. Да, во сето тоа. И едноставно, може би, еве и ти, јас и многу други сме прилика да покажеме дека и по тоа постои нешто друго, и по тие порти на кои чукавме за продолжување на нашиот тајминг. И вика, имаш уште многу тамо да завршиш некои работи. Ајде назад, ама ќе правиш ово и ова. И ти викаш, добро. И уште еден совет до сите што ќе доживеат некакви поучни моменти во животот, де факто, да немаат барање од Дедо Бог. Бог ни дал здравје, живот сите овие години, докаде ни е мерено, ќе ни биде мерено, да немаат барања кои ќе таат, леле, не сум видел ова, не сум направил ова, туку едноставно да сватиме дека од една фаза преаѓаме во друга. Тоа е како од агрегатна мраз состојба проѓаш во вода. И воопшто не е ништо страшно. Јас сум бил 3 пати горе-доле. Го слушав и предавањето на доктор Кедев во Филхармонија и кажа дека смртта е една неминовна работа, премин од едно во друго, бидејќи тој се соочил како и јас, а сега во моментот сигурно и ти го помина тој пат, дека тоа е само еден премин, но сладок е овој живот, убав е да го живееме, каков таков убав е. И едноставно да го користиме секој момент да правиме добри дела. Значи, јас со секое враќање повторно бев се поголем и поголем емпатичен човек, и сега, така речи, без разлика што добивам на десетици пораки од Сабајле, прво што седнем, тоа што не сум успеал ноќта да одговарам преку ден или се јавувам со луѓе, се слушам. Така да, обврските ни растат, но и животните предизвици кои се пред нас што ни ги дава Дедо Бог не прават среќни. Така е. И нека се множат уште многу концерти, а ние едва го чекаме овој на 25-ти, знак за распознавање. Цвеќе во коса ќе имаме ние придите. Опа, баш ми драго е. Цвеќе во коса и ќе пееме заедно со вас сите рефрени, сите песни со кои многу генерации ги поминале најубавите години. Еве, ја користам ова прилики на 22 да дојдете да... Сериозно, таму доаѓаме службено со нашата екипа од Алфа телевизија, ќе ги поканиме и Фридите се разбира, и сега не можевме сите да ги ставиме во едно видео, вашите згодни убави колешки од минатогодишниот концерт, ама една одбравме за крај на разговорот да се потсетиме на минатогодишниот концерт, а со тоа и ги покануваме сите оние кои што се уште не си обезбедиле влезници, има околу 150, така да... Само да завршим сега нешто, знаеш како ќе те потсети Дедо Бог, во првите редови од десна страна бе едно 50 деца од Кочани. Една убава девојка, исто настрада во пожарот во Кочани и сега е добра со здравјето. Некои од нив што ги препознаваме веќе не се меѓу живите. Концертите и снимањата на тие концерти се траен белек на едно време. А ние бевме цело време заедно со тие деца од Кочани. Ние всушност заедно пеевме со тие деца од Кочани. Ете, така. И видете како тоа судбински е целото поврзано. И јас се надевам дека во наредната година, ако ништо друго, ќе направиме напор во Кочани да направиме една свирка на меморија и да се потсетиме. Бидејќи ние во Кочани сме имале неверојатни концерти. Тоа го викаат, диското го викаат кај Водовод. Тоа беше еден голем простор за Петровден, преку 3.500-4.000 луѓе имавме и ние полека завршуваме со концерт, луѓе уште влегуваа. Така да Кочани ни е во секоја чест заслужуваат. Во големо сеќавања и ова што се случи, еве чисто мало потсетување добив од Дедо Бог да го споменам. Дека токму од Кочани беше големата група на деца со кои заедно во гужвата некако бевме како едно.